На оваа панел дискусија, како панелисти, ги имаме професорката Виолета Петровска-Бешка од Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, од Институтот за психологија. Валдете Адили, училишен психолог во Средното училиште Дрита од Кичево. Да стави празна за Алвин. Алвин, господинот Алвин Салимовски, кој е директор на училиштето Браќа Рамес и Хамица во Скопје, ќе го имаме линковски, бидејќи за жал тој од пред неколку дена е во изолација. Да. Алвин, како директор на училиште, верувам дека имате увид во еден поцелосен увид во ова што досега го објаснував како култура на ментално здравје. Што мислите од ваше искуство, какви се вашите впечатоци во поглед на таа култура на ментално здравје? Какви се ставовите во училиштето? Какви се ставовите кај сите релевантни чинители, стручните соработници, наставниците, учениците, родителите во поглед на менталното здравје? Така, добар ден. Јас најпрво сакам да ви се заблагодарам за поканата. Навистина ми е жал што не можам да бидам со физичко присуство таму. Меѓутоа имам колеги, представници од нашето училиште што се заедно со вас таму. Јас по вокација не сум психолог и однад пред се извинувам доколку направам некоја грешка која се коси со психологијата, но ќе зборувам од искуство како наставник и како раководител на училиште. Општите ставови за менталното здравје кај нас веднаш асоцираат на ментални болести и обично избегнуваме да разговараме за тоа, односно се уште е табу тема кај нас. Она што го забележав јас од моето 17 годишно работно искуство во просвета е дека менталното здравје и менталната добросостојба зависи од повеќе фактори. И тоа домашното воспитување или поддршката од страна на родителите, дали родителите отворено зборуваат за емоциите на детето и проблемите со кои се соочува, потоа окружувањето, односно социјалната средина, дали во средината во која се наоѓа детето е вообичаено да се зборува за своите чувства, обидувања и проблеми, и на крај можеби училиштето, дали ученикот воопшто ја знае улогата на психологот во училиштето. Дали наставниот кадар е обучен како да постапи и да се справи со ваквите проблеми. Дали наставниците вложуваат доволно да ги мотивираат и насочуваат учениците преку работилници или во наставни активности, за да ги надминат овие состојби, или како што ние наставниците знаеме многу често да кажеме, оди кај психологот или педагогот, тоа не е моја работа. Знаете, Алвин, дали забележавте во последниве неколку години со пролонгираното затворање на училиштата и онлайн наставата, дали забележавте промени? Какви беа промените на ова поле? Кога станува збор за менталното здравје на учениците, сите сме свесни дека пандемијата лошо влие на сите нас, така и на учениците. Ние како училиште бевме свесни за тоа од самиот почеток откако ги затвори училиштата на 11 март. Па веднаш почнавме да работиме на тоа учениците да не ги оставиме сами на себе, туку на некој начин да продолжиме со секојдневните активности, односно почнавме да ја организираме наставата на далечина. Организирањето на наставата на далечина за повеќе од 2000 ученици и 120 наставници воопшто не беше лесна задача, но благодарение на мојот тим од стручни соработници и наставници
успеавме да ја организираме наставата и веќе следната недела, од 16 март, започнавме со онлайн настава. Јас како раководител на едно од најголемите училишта во Република Северна Македонија, во тој момент, додека насекаде владееше паника, додека медиумите постојано слушавме за новиот вирус за кој не знаевме апсолутно ништо, чувствував морална и професионална одговорност за повеќе од 2000 ученици да превземам веднаш акција. При тоа се водев единствено по за мене најважното во тој момент, а тоа беше токму максимално посветување на внимание на менталното здравје на учениците. Нашата цел како тим беше да реагираме најбрзо што можеме за да ги отргнеме учениците од негативните вести. Во тој момент воопшто не беше важно дали ќе се постигне целта на наставната единица. Во тој момент единствено беше важно да ги одржиме контактите со нашите ученици, да ги охрабриме, да им внесеме елан за работа, да ги поттикнеме на позитивно и креативно размислување, да го исполниме времето поминато дома со задавање задачи, да ги поттикнеме да истражуваат и со нетрпение нели да го чекаат следниот час. Алвин, благодарам на овој исцрпен одговор. Ќе имаме уште една рунда на прашање каде што ќе ве прашам и за поконкретни активности, ама добро не воведовте до конкретните активности кои што вашето училиште ги правело и на оваа линија на развој на социоемоционалните вештини верувам дека ни дадовте досега убава основа да разговараме дека добросостојбата не се развива само за време на част или само во кабинетот на психологот, туку за тоа е потребна една поширока мрежа, вклученост и активност и преземање на одговорноста на сите чинители во училиштето, во наставата, за време на часовите, но и верувам и се согласувате и надвор од часовите и во наставните активности. На таа линија, Алвин, дали можете да ни кажете за некакви ваши искуства за активности со учениците и надвор од редовната настава и во наставни активности кои се можеби поврзани со нивната добросостојба, нивните академски постигнувања, јакнењето, зајакнувањето на тие социоемоционални вештини, нивното посебно говорејќи за популацијата ученици во населбата Шуто Оризари, можеби и за она чувство на припадност кон училиштето и кон училишната заедница. Дали имате такви искуства? Благодарам, Огнен. Да, како што знаеме, нели, во наставните активности создаваат предуслови ученикот да се развие во една отворена, самостојна, креативна и карактерна личност. И целта на во наставните активности е училиштето да стане место за социализација на учениците и привлечна средина за учење, а на ученикот му се нуди можност за развивање на интересите што редовната настава не ги опфаќа или само делумно ги опфаќа. Истражувањето покажуваат дека ангажирањето во наставните активности им овозможува на учениците да изградат еден позитивен став спрема училиштето и придонесува за поддигање на мотивацијата на учениците за постигнување на повисок или поголем успех. Исто така истражувањата покажуваат дека учеството во наставните активности го намалува ризичното однесување на учениците и ја редуцира опасноста од напуштање на училиштето. Кога станува збор за подобрување на успехот преку во наставните активности и редуцирање на опасноста од напуштање на училиштето, сакам да издвојам една во наставна активност покрај и повеќето што ги имаме во училиштето,
активност која се покажа како успешна во нашето училиште. Во браќа Рамис Хамид постои огромен музички талент кај учениците, но според мене недоволно се искористуваше тој музички талент. Токму поради тие причини во 2017 година го основав Сдруженијето за мултиетничко музичко образование Roma Rock School, во кој сум извршен директор. И една од најголемите причини зошто е основано Roma Rock School е тоа што покрај големиот музички потенцијал и талент кој го поседуваат младите роми, многу мал дел од нив се музички едуцирани и затоа им се скратува можноста за запишување во средно музичко образование или пак на факултетот за музичка уметност. Roma Rock School покрај часовите за изучување на инструменти организира работилници за саунд инженеринг, односно како се снима песна во студија, работилници за songwriting, односно како се пишува еден текст за песна, како да се дојде до идеја за песна. Формираме бендови, создаваме авторска музика, одржуваме концерти, снимаме аудиозаписи во професионални студија, исто така и видеоспотови и така натаму. Во моментот имаме повик за формирање на еден нов бенд кој трае до 18 март, така да може да се пријават сите ученици или младинци од 10 до 20 години, не само од браќа Рамис Хамид, туку сите. Она што е можеби најважно е дека покрај часовите за инструмент, учениците задолжително имаат настава по предметите солфеж и теорија на музика, со цел да ги оспособиме и да ги охрабриме да се запишуваат во музичките училишта или факултетот за музичка уметност. Сега, како се тоа влијае на подобрување на успехот на учениците и нивната добросостојба? Услов за запишување во Roma Rock School е ученикот да има најмалку просек 3,5. На секое наредно, на секое следно 3 месечие, ученикот е должен да го подобри овој просек. Многу пати ни се случувало и покрај огромниот талент на одреден ученик, поради намалениот просек да го исклучиме од активностите на Roma Rock School. Меѓутоа, честопати исто така се случувало останатите членови од бендот, бидејќи нели еден бенд мора да функционира како целост, се случувало честопати останатите членови од бендот да му помогнат во наводници исклучениот да ги подобри своите оценки. Нели, оние што ја сакаат музиката, ќе направат се за да се вратат во бендот. На овој начин успеавме да развиеме креативноста на учениците, да го развиеме нивниот талент, да изградат позитивен став спрема училиштето, училиштето да стане место за социализација и привлечна средина за учење и придонесуваме за поддигање и на мотивацијата на учениците за постигање на повисок успех. Мора да кажам, нели, друго е кога ќе се почувствувате како рок звезда во училиштето. Ви благодарам многу, Алвин, на овој приказ на исклучително успешна, верувам, во наставна активност, за која што може, предлагам и да се направи акцијско истражување и научно истражување на разликите или промените во чувството на приврзаност, во чувството на
на собствеништво на самото училиште, колку децата го чувствуваат своето училиште како свое и како пријатна средина за живење и за учење. И верувам Кажам дека се извинувам, Огнен, направивме веќе тако истражување и може да се најде на нашата веб страна. Одлично. Одлично, благодарам. Добре. Така што дополнително еве ќе не потикне да ги погледнеме резултатите, а и да се продолжат понатаму и активностите и истражувањата кои нели во интеракција ќе се надополнуваат едни со други. И на сето ова што Алвин го кажа за очигледниот, според него и веруваме во тоа, развој на тие социоемоционални вештини кај учениците, после вакви ангажирани активности, се враќаме на улогата на психологот.